Денеска градот Скопје го отстрани незаконски поставениот споменик на ќосето пред судскиот комплекс во градот Скопје. Во градот Скопје нема да се толерира незаконитоста понатаму и недозволеното постапување. Започнува справување со процесот Скопје 2014. Сите самоволни активности, на досега изведени самоволни активности на претходните власти во градот ќе бидат соодветно законски истретирани. На местото каде што досега се наоѓаше споменикот на ќосето, градот Скопје ќе насади дрво, така наречено дрво на човекови права, каде што ќе биде изгравирана плочка од членот 10 од Универзалната декларација за човекови права на Обединетите нации. Членот 10 гласи: секој има потполно еднакво право на праведно и јавно судење пред независен и непристрасен суд при определувањето на неговите права и обврски и во услови на какво и да е кривично обвинение против него. Пораката што ќе испрати градот до граѓаните е дека во судот правдата е слепа и се дели непристрасно. Благодарам, повелете прашање. Дали општина Центар, бидејќи нели во случајот по налог на општина Центар за инспектори дали инспекцијата има констатирано други типографии? Значи, меѓуресорска комисија помеѓу општина Центар, градот Скопје и Министерството за култура во врска со проектот 2014 е формирана, вие тоа го знаете, работи како созреваат правните ситуации, така се носат соодветните акти. Градот Скопје од надлежниот инспектор на општина Центар прими решение за уривање на дивоградбата од споменикот на ќосето и во законски предвидениот рок од 3 дена во текот на денешниот ден постапивме по тоа решение. Добро, тоа значи тоа дека уште се врши увид на документација и се поред за останатите споменици? Па мислам дека доволно јасно кажам. Добро, да прецизирам. За ќосето одамна имаше најава дека постоеа сомнежи дека е дивоградба, но мислам дека во интерес да кажете кои други имате барем сомневање дека се дивоградба. Не би сакал да влеземе во доменот на шпекулациите, станува збор за право, кога ќе созреат правните состојби, во тој момент ќе биде јавноста благовремено известувана. Што ќе направите со Споменикот е однесен во просторите на МЗТ, каде што градот има закупено простор токму за кога диво биле поставувани дел од спомен обележијата низ градот. Утрово е таму оставен, ќе биде повикан донаторот да си го земе во определен рок. Во колку постапи донаторот да си го земе, не е повеќе наша судбина, не е повеќе наш интерес или наша обврска. Во текот на денешниот ден ќе биде доставен допис, од 15 до 30 дена ќе им дадеме да го подигна споменикот. А постаментот? Постаментот е дивоградбата и тој ќе биде срушен. Во наредните дена? Да. Бидејќи станува збор, тој споменик е дел од предистражните активности на специјалното јавно друштво и на Министерството за организиран криминал, дали имате некакви насоки од таму што да се прави, дали ќе се чува како доказ или Предмет на истражување не е статуата, предмет на истражување се постапките и начинот на кој што е доедено до нивно поставување. Статуата како статуа не може да биде, не е предмет на правна обработка. Не е предмет на правна обработка. Значи, предмет на истражување на действијата кои што се превземаат од страна на надлежните органи не е самата статуа, туку постапките, процедурите, начинот на кој што е дојдено до нивното поставување и евентуалните злоупотреби при таквите постапки. Значи, градот Скопје не е орган кој што ја спроведува истрагата. Во оваа фаза во кој што се наоѓаат истрагите, истите мора да бидат дискретни. Ние како институција ги почитуваме тие законски норми. Прашањето треба го поставите до органите надлежни за вршење на кривичен прогон и истрага. Господин Шмелов, од вашиот кабинет ни потврди дека веќе ги ревидирате документите околу тендерски постапки во Арсен Јовков. Еве, што до сега имате, до што имате до сега дојдено, дали може да ни откриете и околу тоа што
училиштето всушност не ни дозволува да влеземе внатре, дали вие имате влезено во училиштето да утврдите фактичката состојба за она што е исплатено, што е всушност направено? Неправилностите при работењето во рамките на институциите со кои што раководи градот Скопје се предмет на перманентна обсервација, како созреваат состојбите и ситуациите, вклучително и во училиштето, соодветните постапки пред надлежните органи ќе бидат иницирани од наша страна, а ние согласно извештаите кои што ќе ги добиеме, ќе покренеме соодветни постапки за евентуална промена на одговорните лица во посоченото училиште. Имаме увид во целокупната состојба што се одвива таму. Околу споменикот се дискутираше ноќеска и вораните утрински часови. Во минатото имавме можност да забележиме кога се поставува спомени се исто така се поставува ноќе и имаше реакции, нели, зашто се поставуваат ноќе, зашто никој не гледа, осамнува, многу спомени се сега исто се случува со дислоцирањето. Имате ли некој коментар по ова? Да, значи, ајде да правиме разлика. Поставување на споменик е свечен момент и тој не би требало да се одвива шверцерски во рани утрински часови. Очигледно дека таква била одлуката заради тоа што станува збор за нелегално поставување на споменици. При одлуката за тајмингот за отстранување на дивоградбата Ќосето, градот Скопје се водеше од тоа дека таму беа поставени 3 тешки возила, кои што во добра мерка го закрчуваат таму сообраќајот на една од клучните сообраќајници во нашиот град кај Мавровка. Тоа е првиот момент. Вториот момент е дека имавме во предвид дека во раните утрински часови започнува и со редовна работа судската палата, односно судот, Основен суд 2, што е во непосредна близина, и Врховниот суд, како и Основниот суд 1. Немаше потреба да ги вознемируваме ниту вработените, нити да го реметиме редовниот живот на граѓаните заради отстранување на дивоградба. Во дивоградба немате вие свечености, најави и не знам си што. Тоа, ако сте исправни и чисти, го правите кога го поставувате споменикот. Градоначалник, какво е ова дрво на човекови права? Посебно дрво е, тоа е општо познато дрво во светот и означува символ на човекови права. Самото дрво е такво, во светската јавност познато. И за нас е символ за дека судот е место каде што не се екзекутираат луѓе, туку се суди за нивните права. Ке се набави во јавните набавки. Збратаминиот град Нимберг е еден од градовите кои што ја промовира целата оваа проблематика ни светот, и од Нимберг ќе добиеме едно спомено бележје, изгравирана плочка, каде што ќе биде напишан членот 10 од Општата повелба за универзалните права на човекот на Обединетите нации. Значи сепак ќе помине некој период, нема да биде задвrdена дрво, бидејќи сепак станува за процедура, него? Најпрво треба да се отстрани дивоградбата од постаментот, да се припреми почвата и во периодот пред вегетација, всушност во текот на оваа пролет ќе биде поставено. Јас очекувам дека на 21 мај, кога е закажана делегацијата на Советот на градот Нимберг да го посети градот Скопје, тогаш и од свечениот момент на поставување на плочката со цитираниот член 10 од Повелбата на Обединетите нации ќе биде поставена. Колку пари ќе одвоите за тоа дрво? Дрвото е предмет од вкупната набавка која што ја врши градот Скопје во текот на оваа година на дрва. Значи, знаете дека по два основа вршиме и секторот за животна средина и секторот за и јавното претпријатие Паркови и зеленило. Постапката за набавка на дрва во градот и во Паркови и зеленило е при самиот крај и очекувам дека денови ќе бидат објавени. Двете кумулативно заедно набавки се околу 40 милиона денари за набавка на повеќе илјадници садници, меѓу кои дрвото за човекови права.